Патрониот празник денеска свечено го одбележа Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци. На денот кога училиштето и учениците се потсетија на ликот и делата на својот патрон, беше одбележан и јубилејот 60 години постоење и успешна работа на ова средно училиште во Кавадарци. Се славеше во мултиетничка атмосфера со блиски пријатели на училиштето и секако со најважните учениците. Велат дека се стремат заедно со сите фактори во Македонија кон европски просперитет на земја, па на публиката и понудија одлична мултиетнички културна програма. Пред бистата на патронот во дворот на училиштето свежо цвеќе положија представници на Средното општинско земјоделско шумарско училиште на чело со директорот Благој Димитров, а целата програма се одржуваше во салата за културни манифестации. Почесни гости на јубилејот во Ѓорче Петров денеска беа училиштата Дрита од Кичево и Тодор Јанев од Чашка, а во публиката, покрај вработените и учениците, беше и заменик градоначалникот Слободан Ивановски. За директорот Димитров најважни се сепак учениците, за чие што успешно образование постојано се стреми ова училиште. Нашето најголемо богатство се децата. Постојано вложуваме во нивното знаење и напредок, бидејќи светот ќе им остане на оние кои учат и знаат. Не можеме да се надеваме дека ќе жнееме златно класие ако не изораме бразда и не засееме семе. Од трудот што сме го вложиле и потта која сме ја пролеале, зависи дали полето ќе роди трње или цвеќе. Во нашето училиште се раѓа цвеќе. Се создаваат успешни млади луѓе со бистри погледи за животот и јасна визија кон нивната иднина. Во текот на своето 60 годишно постоење, учениците и наставниците од Земјоделско-шумарското училиште учествувале во безбројни проекти, надпревари, обуки, конкурси и разни други активности кои имале единствена цел и намена – спонтано, континуирано и квалитетно вградување на позитивните вредности во личноста на ученикот. На патрониот празник и јубилејот 60 години работа на училиштето, председателот на училишниот одбор професорот Љуб Чобинов ги додели јубилејните награди за вработените. За 20 години континуирана работа наградени беа професорите Горан Зимовски, Гордана Стојчева Наумова и Андон Ризов. За 30 години работа почестена беше професорката Станка Керова, а награда доби и техничкиот работник Ристо Митрев. Признание за постигнатиот особен успех во образованието добија и учениците, меѓу кои Драгана Кабула, Маја Огњанова, Александар Трачев, Бисера Ефремова, Марија Вангелова, Милен Николов и Ангела Јованова. Секој најдобар во одредена област, а признанијата им ги врачи професорот Владко Тасев, воедно промовирајќи го и излегувањето од печат на училишниот весник In Media Res. Македонски, српски, ромски, албански, турски, сите во еден глас и со една желба за слободна и успешна Македонија, рецитираа и пееа денеска учениците. За пофалби беа и домакините, но и нивните гости од Кичево и Велес. Сите со една желба да се биде еднаков, без разлика на етничката припадност, да се цени пријателството, успешноста, вредностите.